Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Тогаш ќе ме повикувате, ќе доаѓате кај мене, ќе ми се молите и јас ќе ве слушам. Ќе ме барате и ќе ме најдете, затоа што ќе ме барате со сето свое срце. Еремија, 29 глава, 12 и 13 стих. Кога имате болки во срцето, треба да одите кај кардиолог. Зборот доаѓа од два грчки зборови – кардија и логија. Првиот збор е преведен срце, вториот значи проучување на нешто. Оттука, кардиолог е оној кој го проучувал срцето, доктор за срце. Самиот збор е фасцинантен, се користи долго време. Користен бил уште во времето на Аристофан и Хомер. И зборот не го означувал само делот од анатомија што пумпа крв низ вените, артериите и капиларите, туку исто така се користел за опис на човечката душа или за контролниот центар во нашиот живот. Меѓутоа, писателите на писмото биле оние кои го популаризирале зборот. Тие го користеле во различни контексти. Всушност, првото спомнување на самиот збор се однесувало на Божјото срце кое било исполнето со болка заради гревовите на луѓето непосредно пред потопот. Мојсей изборувал за фараонот, кој постојано го сврднувал своето срце, кога Мојсей како Божјиот гласноговорник му кажувал: "Ослободи го мојот народ." Текстот исто така ни кажува дека, како што фараонот го стврднувал своето срце, и Бог му го стврднал срцето, синергија на тешкотии. На вратата на секое верно еврејско семејство ќе најдете мезуза или мала кутија со свиток внатре. Таа ја носи пораката од Второзаконие, 6 глава, 4 и 5 стих. Слушај, Израелу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затоа, љуби го Господа, својот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Мојсеевиот закон наредил кралот да не ги умножува коњите, жените или богатството, за да не го заведат неговото срце. Второзаконие, 17 глава, 17 стих. Кога некој се впушта во неволја, печатот речиси секогаш зборува со мајката на таа личност која вели: "Тој има толку добро срце" или "Тој е добро момче во срцето". Но пророкот Еремија не би се согласил. Еремија, кој честопати бил тој кој ја примал казната избрана од неговите браќа, рекол дека поизмамливо од се е срцето. Еремија, 17 глава, 9 стих. Што не оставало многу простор за оптимизам. Джонатан Едвардс, раниот преповедник во Америка, во духот на пуританците се согласувал со Еремија. Тој кажал: "Срцето е како змија која пишти и плука отров кон Бог." Поголемиот дел од сликата што ја проектираме кон другите е различна од онаа која знаеме дека е внатре. Во темнината на ноќта, кога гледаме длабоко во нашите срца, често гледаме гремлини, кои најблагоречено се застрашувачки. Кога Бог избрал да го уништи човештвото во поплавата, тој ја проценил добрината на човекот, велејќи дека секоја мисла во неговото срце секогаш е само зло. Битие, 6 глава, 5 стих, што не е многу добра оценка. Но има добри вести кога станува збор за срцето и охрабрувачки е на крајот да се стави позитивна забелешка. Кога ние чии што срца понекогаш се затемнуваат, ќе се свртиме кон Бог и навистина сме сериозни, Бог одговара зошто тој знае кога сме искрени, иако тоа можеби не е очигледно за другите. Еремија, 29 глава, 12 и 13 стих, ја искажува Божјата покана велејќи: "Тогаш ќе ме повикувате, ќе доаѓате кај мене, ќе ми се молите и јас ќе ве слушам, ќе ме барате и ќе ме најдете затоа што ќе ме барате со сето свое срце." Забележете ја фразата "сето свое срце". Само вие знаете кога нешто ве засегнува длабоко, односно знаете дека вашето срце е посветено на нешто. Бог знае и вие знаете исто така. Те сакам со сето свое срце. Честопати им кажуваме на нашите жени и деца: "Да, тоа е можно." А тоа е исто така начинот на кој можете да го сакате и познавате и Бог. Со неподелено срце и особена цел. Вашето срце сте вие самите и само вие знаете што е во вашето срце. Добро чувајте го. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.